Време е за нашата кафе дилема, а денеска им ја посветуваме на децата. Има ли политичка злоупотреба на децата во изборните кампањи? Ке се задржиме повеќе на овие актуелни локални избори. А не знам кој би бил посоодветен од извршниот директор на првата детска амбасада Меѓаши, од извршниот директор кој би можел да зборува на оваа тема, а тоа е господинот Драги Змијанац. Добро утро и добре ни дојдовте. Мислам дека е ова убав период за да сумираме нешто што досега се случуваше и да апелираме или опомениме за нешто што треба допрва да се случи. Вклучувањето на децата во политичките кампањи, вклучувајќи ги митинзите и разни протести, е спротивно со Конвенцијата за заштита на детските права. Во Македонија дали постојат документи со кои што се регулира оваа политичка злоупотреба на децата? На почетокот на локалните избори кампањата и Народниот правобранител и првата детска амбасада во Светот Меѓаши јасно посочија дека треба политичките партии и родителите да поведат сметка околу употребата или злоупотребата на деца во политички и партиски цели, вклучување нивно во протести, кампањи, митинзи и изработка на, би рекол, партиски задачи од лепење на постери, агитирање и така натаму. Секако не е само Конвенцијата за правата на детето засегната, туку и Декларацијата за спречување на политичка злоупотреба и манипулација на децата донесена во Собранието на Република Македонија 1991, Законот за заштита на децата, Законот за основно и средно училиште каде се забранува политичко, верско или друго собирање за политички и партиски цели. Јас уверен сум дека политичките партии ова го знаат. Некои од нив повеќе вода сметка, некои помалку. Не може да се амнестираат политичките партии од одговорност и за митинзите, и за кампањата, и за протестите кои се организираат. Секако тука и родителите имаат клучна улога, затоа што ќе напоменеме може да се случат не само злоупотреба на децата во политички цели, туку може да се случат и насилства, тепачки од поголеми размери, каде што и животот и безбедноста на децата се доведуваат во прашање. А ние се залагаме политичките партии во нивните платформи да навистина и за локалните и претседателските избори и парламентарните, да децата им бидат на агендата, навистина да се вклучат децата во училиште, да се исклучи бројката на невидливи деца во училиште, да се искоренат најлошите форми на злоупотреба на детскиот труд, да се стави стоп на насилството физичко, психичко, сексуално, да се подигне прагот на нетолеранција кон насилниците, силувачите на децата. Меѓутоа, не да им бидат децата политички декор, не да мафтаат со знаменциња на политичките партии, затоа што тоа не само што е политичка злоупотреба, туку индоктринација и манипулација. И мислам дека на овој начин само може да ги одратат политичките партии и потенцијалните гласачи, затоа што веќе се сензибилизирани и граѓаните, и родителите, и децата, дека тоа е политичка злоупотреба. Ние сме реагирале и бараме, мислам дека клучна улога во оваа злоупотреба и детектирање, затоа што нас граѓаните преку нашите социјални мрежи ни праќаат и фотографии од одредени настани каде што политичките партии не повеле доволно сметка или биле занесени од тоа, мислејќи дека ако има деца, дека на тој начин ќе им се доближат повеќе кон потенцијалните гласачи. Мислам дека за ова треба Народниот правобранител да се произнесе и ако навистина има реакција конкретна, да поведе и да побара одговорност од политичките партии. Јас не случајно го почнав разговорот со она што значи законска рамка и документ со кој што се казнува или се уредува политичката злоупотреба на децата. Зошто го поставив тоа прашање? Во Македонија години наназад сме имале многу пати избори. Досега сте апелирале и вие, бидејќи такви појави имало. И сме апелирале и сме реагирале. И сте реагирале. Морам да бидам коректен, имаше една кампања господинот Пенов за градоначелник, кога веќе сме во контекст на локалните избори. Имаше неколку билборди каде што тој беше во прв план и замаглени граѓани во втор план. На еден билборд имаше конкретно едно дете со неговиот лик
И се сеќавам дека тогаш реагиравме и многу коректно, дури се сеќавам и јасна Саздовска ме консултира, ме праша, драги, навистина ли е ова злоупотреба? Да. И народниот правобранител реагираше и беа тргнати тие билборди. Значи, бара дополнителна сензибилизација и кај политичките лидери, партии, тие кои им ги подготвуваат кампањите, навистина да бидат внимателни кога станува збор за децата и нивна злоупотреба. Но, доколку имаме поинаква ситуација на апелирање, реагирање, опоменување да не превземат ништо. Тоа значи дека навистина не се води сметка и не се води грижа за децата. Точно така. Што во такви ситуации, бидејќи имаме законска рамка, дали се казнува? Се согласувам. Ние ги исцрпуваме домашните инструменти на реакција и бараме одговорност и ги посочуваме актерите, носителите на одлуки кои треба да поведат сметки да понесат одговорност. Доколку јавувајќи се кај јавниот обвинител или кај народниот правобранител или реагирајќи директно до политичките партии не се превземе ништо, сето тоа ние го пакуваме во наш алтернативен извештај, каде што првата детска амбасада во Светот Мегеши со група на граѓански организации ја формира Македонската национална коалиција за правата на детето уште 97, каде што до Комитетот за правата на детето во Женева имаме доставено 2 извештаи. Го нотираме, го забележуваме тоа како појава, го документираме, го архивираме и доколку Комитетот за правата на детето го препознае како едно од прекршувања на правата на детето согласно со Конвенцијата за правата на детето, дава препораки до владата во наредниот период такви појави да се искоренат и тоа влегува како негативна препорака и конотација во однос на државата Република Македонија како потписник на Конвенцијата за правата на детето и сите факултативни протоколи кои следат со неа. Така. Сега сме на чекор до вториот круг, второто гласање на локалните избори. До сега дали увидовте некои неправилности? Во првиот круг да, мислам во првиот круг да имаше и праќа граѓани, до сега се уште не сме регистрирале. Мислам дека после нашите апели и реакции се поведе поголема сметка, се преиспита одговорните креатори на кампањите. Таму сигурно има и луѓе кои се одговорни за јавноста и негативностите кои може да следат по интересите на политичките партии. Ја мислам дека политичките партии повеќе се засегнати од тоа дали граѓаните ќе го препознаат тоа како злоупотреба или не, отколку дали тие сакаат да ги злоупотреба децата или не. Мислам дека не е се уште доволно сензибилизирана партиската структура околу употреба или злоупотреба на деца за партиски цели, но бидејќи граѓаните се тие кои наблюдуваат, гледат, следат, мерат и го даваат последниот глас, мислам дека од интерес да ги добијат симпатиите на граѓаните ќе поведат сметка да не ги користат, злоупотребуваат децата за партиски политички цели. Дали тоа значи во споредба со минатите избори овие многу помалку случаи имаше на злоупотреба политичка? Да. Веќе се некои политички партии веќе се дистанцираат, повеќе внимаваат. Тие кои не внимаваат доволно во занесениот, би рекол, кампањата која ги води кон некаков начин на еуфорија, не водат сметки за овакви многу битни детали околу тоа дека граѓаните како гласачи се веќе не само сензибилизирани, туку веќе се информирани што е употреба, што е злоупотреба. Што значи да детето биде топ на агендата, како што напоменав, градоначалниците во нивните настапи многу често се пофалуваат колку улици ќе изградат, колку мостови, градинки и така натаму. Многу е поврзано со инфраструктура, не водејќи сметка дека и предучилишното и основното образование е нивна задолжителна обврска, дека ние ако апелираме дека во Македонија има само 9 до 15 деца од предшколска возраст, исклучени деца во предучилишно образование, дека тоа е многу мала бројка, дека треба, ако сакаме да го искорениме отсуството на деца од училиште, треба едно дете повеќе во училиште, едно дете помалку на улица, дека треба да се вклучат тие деца во градинка, дека треба да се добијат бенефиции за родителите кои не можат да ги платат основните 1470 денари за градинка, дека не може градоначалник да се пофали дека е успешен градоначалник или менаџер ако во неговата општина има 2, 5, 10, 100, 1000 деца кои не се во училиште.
дека исто така не може градоначалникот да се пофали ако просветниот ако трудовиот инспектор забележи сезонска злоупотреба на децата и отсуство на децата од училиште во септември или во мај кога има гроздобер или не знам, ако родителите не ги пуштат децата во училиште заради тоа што ги користат за основна екзистенција, а при тоа нема доволна координација со Центарот за социјална работа, а судовите и покрај тоа што просветните и трудовите инспектори им даваат конкретни показатели, докази, не ги санкционираат родителите кои ги злоупотребуваат децата, значи навистина бара еден висок менеджмент во општината и дека градоначалникот може да се пофали само ако е се согласно Конвенцијата за правата на дете. Значи мора да поведа сметка и за интересите на најмладите. Се согласувам со вас, меѓутоа сакам и еден друг сегмент во оваа политичка злоупотреба да опфатиме, а тоа е многу важен сегмент, а тоа се родителите, односно семејството. Настрана од политичките партии, во нашава земја се исполитизира и семејните ручеци, се повеќе се зборува дома намаса за кого ќе се гласа, за градоначалници, за политичари, за парламенти, децата сето тоа го слушаат, па затоа имаме и чести слики на деца по улици кои што зборуваат политички работи или пак лепат плакети или пак сте на митинзите. Колку можеме да влијаеме на родителското воспитување во оваа насока? Секогаш родителите се клучни, не смееме да ги исклучиме во влијанието кое го пренесуваат колку што се децата нормално помали, и не можеме да ги амнестираме од одговорност доколку ги потикнуваат децата. Не ги следат што се случува со нив и не разговараат со децата. Ако тоа е еден проблем. Втор проблем е ако родителите се, би рекол, партиски активисти или членови на одредена политичка партија, погрешно е ако родителот ја презема на себе одговорноста и му го посочува патот на детето и неговата единствена опција, дека тоа е најдобра опција за детето, затоа што детето има право на избор. Може би ќе биде спротивно на убедувањата кога ќе биде полнолетен од она што родителот го следи. Значи на децата треба да им се дадат можности за избор, може да бидат информирани, но не треба да бидат злоупотребени. Едноставно информацијата доаѓа во оној момент кога ќе наполнат веќе 18 години, може да следат активно, да ги следат политичките програми, да видат што пишува, иако јас сум убеден дека луѓето најчесто гласа за поединец и дека поединецот со неговиот личен интегритет и залагање го добива гласот. Ниту една кампања можат политичките партии да го преокупираат просторот и во весниците, и во медиумите, и телевизионите, пишани електронски медиуми. Индивидуата која застанува со својот личен интегритет, дигнитет, без валканости за себе, а посебно ако е човек кој навистина работел за одредена целна група, дали се тоа стари луѓе, изнемоштени, деца, лица со посебни потреби, хендикеп, ја мислам дека граѓаните ќе го препознат и ќе му ја дадат довербат. А децата треба да се одберат сами кои ќе станат полнолетни и треба да имаат еден резервен однос со страна родителите, да го следат можеби примерот, но не да бидат убедени дека тоа е најдобро за нив. Така, но ќе се согласите сигурно со мене дека треба малку повеќе да се работи и на политичката зрелост на родителите и во самите семејства. Да, политичката зрелост на родителите, но мислам дека и тука и медиумите се клучни. Затоа што во овој простор на економско, би рекол, покривање на медиумите и екзистенција на куќата, можете да замислите вие еден родител кој ќе го пушти детето или самиот родител пред телевизијата, едноставно не може да одбегне да во текот на слушање на радио или телевизија да не види платена политичка програма. И колку и да менувате канали на радиото или на телевизијата, вие едноставно сте обседнати. А можете да замислите колку тоа влие пак на детето. А секоја телевизија како концесионер мора да продуцира одредени програми наменети за децата. Значи, имаме дефицит на едукативни програми за деца. Децата едноставно им е узурпиран просторот со политика. Било кој портал да го вклучите во моментов, или било која телевизија, или било кој радио, едноставно зрачат со политички маркетинг, платен, и децата веќе се поистоветуваат со нивните условни лидери и стануваат на некој начин
партиски војници и следбеници за многу мала, ситна, некогаш надокнада или некоја мајчка или некоја капа, и на тој начин се создаваат табори. Едноставно децата се раздружуваат по партиска линија, не само по верска, национална, социјална, во моментов се разделени по партиска линија и многу често знаат меѓу себе да говорат како политичарите што говорат со омраза, со шовинизам, со национализам, едноставно нема доволно топлина во нивните срца, затоа што тие кои се донесувачи на одлуки се исто така обседнати со омраза, шовинизам, национализам, говорот кој го восприемат и возрастните и децата, за жал. Јас би сакала разговорот да го завршиме со порака од ваша страна, со апел. Пред нас стои уште едно гласање, па еве овој период да го искористиме малку да ги стивниме страстите, внимавајќи на децата. Па јас би се насочил прво кон родителите, да не дозволат на вистина да бидат нивните деца декор на политичките партии, по никој услов, а веќе тие како возрастни, полнолетни, совесни, одговорни граѓани, да го дадат гласот на тој или на таа кандидат или кандидатка кој на вистина најмногу ќе стори за нивните деца. И тоа нека биде нивен главен мотив, а не партискиот мотив, не платениот политички мотив, туку мотивот за иднината на нивните деца. А децата да се препуштат на образование, на игра и што помалку да бидат обседнати со политиката, затоа што тој бенефит они во моментов не може да го оплодуваат. Едноставно за тоа треба сепак да носат одлуки родителите кој ќе биде избран во наредниот мандат. Ви благодарам за учеството во утринската програма. И јас вам се поканувам. Понекогаш и возрастните може да бидат изманипулирани, токму во овој период кога треба да гласат. Еве уште еден прилог кој што може би ќе ве асоцира на некаква манипулација, но како и да е, најавувам дека ќе зборуваме за паркинг.